Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Љупчо Николовски, поранешен министер за земјоделство. Добар ден, Ива, благодарам на поканата. Благодарам што сте тука. Веќе најавив скандалот околу проневерата на корупцијски скандал, проневера на колку се 130 милиони 130 милиони евра се суспендирани со одлуката за суспендирање и неможноста да бидат користени. Меѓутоа тоа се 453 договори, од кои што 180 договори се во тек на реализација и луѓето ги очекуваат средствата, парите влегле во инвестиции. Тоа се многу хотели, фарми, објекти, преработувачки капацитети, мали бизниси во руралните средини, за кои што видовме дека воопшто нема загриженост и, како што кажа министерот Цветан Трипуновски, воопшто не биле битни бројките и тежината на овие проекти и на сите оние луѓе, ако земеме во предвид дека сите овие проекти се реализираат од многу компании, подинвеститори, добавувачи, штетите и последиците од овој корупцијски скандал во кој што се наоѓа државата, платежната агенција, се вклучени и соработници на министерот, навистина се големи, затоа ние правевме се да апелираме, и јас апелирав дека ќе дојде до оваа состојба во претходниот период, следејќи ги состојбите во земјоделството. Тоа го правев 3 пати од собраниска говорница, директно посочувајќи ги слабостите во платежната агенција, конкретно и во ИПАРД, а ако го прочитаме извештајот на Европската комисија, таа точно потенцира за прв пат во делот на поглавието 11, кластер 5, во делот на земјоделство, конкретно во делот на ИПАРД, дека се потребни антикорупцијски мерки за прв пат, нешто што е нотирано, и тоа беше доволен аларм. За жал, еве, се случи тоа што се случи и штетите се огромни, меѓутоа стоиме на располагање, како што кажав, со конкретни акцијски планови да навистина се помогне и да овој срам кој што се случи на државата, на владата, со сите сили да не ни се повтори ИПАРД 1, кога 3 години беа тотално изгубени и таа реализација, односно суспендирањето на ИПАРД 1 доведе до најниска реализација можна на ИПАРД 1 во тој период. Ги научивме лекциите. ИПАРД 2 е програма која што реализиравме во период кога бев министер во тие 7 години, која што е со рекордна искористеност, целосна искористеност на средствата. Овој директор кој што денеска е опфатен во овој корупцијски случај пушти соопштение во јавноста во кој што вели да ИПАРД 2 бевме прогласени за лидери и внатре во делот на искористеност на европските фондови, но уште повеќе надвор споредбено со сите земји 7 кои што ги користат и влечат овие средства, за да сега за жал се вратиме повторно назад и да ни се случи суспендирање на програмата. До сега се пуштени во оптик 65 милиони евра, како што кажавме, за 450 проекти, 270 делумно се платени, меѓутоа најголем дел воопшто не се платени, а веќе се реализирани, и тоа е сериозен проблем. Добро. Ова беше долго образложување. Сакав да кажам на почетокот дека сегашниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски, тоа го кажав и за вестите, беше поканет за дебата, одби образложението на кабинетот. Негов беше дека имал многу интервјуа, сепак поканата за дебата стои. Сега кажете ми дали е Цветан Трипуновски инволвиран во ова корупцијска проневера, односно корупцијски скандал? Цветан Трипуновски како министер имаше многу несериозно однесување од самиот старт за овој сериозен скандал кој што се случи во рамки на самото министерство. Заради тоа што тој ве обвинува, подоцна ќе видиме, не, заради тоа за криминали вас, па сега вас да ве прашам. Тоа сака да се дефокусира и да избегне одговорноста и оставката која што прочем и мора да ја поднесе заради тоа што нема кредибилитет да ја врши функцијата. Заради тоа што се обиде да го скрие целокупниот случај. Први велеше дека нема опасност за ИПАРД фондовите, за да утре дента кога објавивме дека има одлука за суспендирање, мораше да ја потврди. Велеше дека нема офатени договори, па после изјави дека 50 договори биле офатени, меѓутоа не било проблем колку биле тие пари и кои ќе бидат штетите и последиците. Тронка грижа не покажа буквално за сите оние земјоделци кои што набувуваат механизација, оние кои
кои што градат, кои што земале кредити, кои што се задолжиле, кои што ги користат овие средства, а по принципот први морате комплетно да ја завршите инвестицијата, па потоа да ви бидат вратени парите, и сите тие сега се суспендирани на неопределено време и тој се обидуваше со денови, молчеше или прикриваше одредени работи, велеше дека нема врска со платежната агенција, па излезе дека негов близок соработник е меѓу опфатените уште во самиот старт на истрагата, еден несериозен однос и обид, нели, секако да се дисквалификува било кој друг и да се сврти темата да се збори за други работи, не за овој скандал. Да, но не е директно сушно замешан, инволвиран, колку што разбирам. Тоа треба да го каже истрагата, истрагата мора да биде. Вие немате такви сознанија. Ние не сме истражни органи, мора истражните органи да се ја завршат оваа работа, доколку сакаме да ја вратиме и довербата кај европските партнери. Тоа е првата работа која што треба да се направи на најпрофесионален, најтранспарентен можен начин. Меѓутоа, ако ја видиме транспарентноста на министерството и на министерот, тоа се обиди секој ден да се прикрие нешто и да се сокриват делови или информации за целокупниот овој скандал. Тој требаше одговорно да соопшти буквално се она што се случило, носењето на суспензијата, проектите, колку средства се офатени, колку договори се под знак прашање, има... Тој не знаел, велите дека не знаел за проневерата? Тоа е работа, пак ќе кажам, на истражните органи. Има секакви информации, јас не сакам да шпекулирам, така да секоја зборувам со факти и податоци, и фактите кои што јас ги изнесов во претходните денови, не беа воопшто негирани, тука ако го земете соопштението на Министерството за финансии, се поклопија сите информации и јас секој пат ги препроверувам работите, и тоа го зборав, како што кажав, и во собранието, дека има политичка тортура, дека има партизација во агенцијата, дека нема комуникација со Брисел, дека директорот не оди на важните состаноци, дека се чуваат предмети под биро или на фиока, дека се натрупува, дека има неажурност. И сега сите ударат повторно над вработените во платежната агенција. Јас сакам да пратам еден апел. Таа платежна агенција е сериозна финансиска институција која што во ИПАР 2 покажа огромен капацитет. Таму се кадри кои ова е капацитетот со скандалот. Не може да покажале скандалот е прецеличен во кој што коруптивен капацитет покажа. За жал, меѓутоа скандалот е прецеличен заради тоа што директорот на агенцијата е фатен во овој мега корупцијски скандал. И велите со работничка на Цветан Трипуновски. Тоа се информациите кои што се јавно и јасно споделени. Меѓутоа сакам да кажам, има капацитет платежната агенција и да донесе акцијски планови и многу брзо оваа состојба, ако можеме да ја надминеме. Може ли да се надмине? Може, меѓутоа, еве гледате дека сите одбиваат. Јас како председател на Собраниската комисија веднаш побарав и се уште нема одговор од министерството во делот на состојбите кои што се случени, зошто е доведено еден извештај за суспендирањето на средствата кој што нас ни е потребен за да отвориме дебата во Собраниската комисија и пред се да го ставиме немаме. Сакаме да го ставиме целокупниот капацитет на располагање се со цел да креираме мерки и политики и да помогнеме да се надмине оваа состојба, заради тоа што Албанија веќе 3 години е под суспензија. Може да се потсетиме на Бугарија колкави пари се враќаа назад. Ние го поминавме во ИПАРТ 1. Значи во време на ВМРО ДПМН 2 пати ова се случува и затоа велам, од лидери и од најнаградени и успешни ние дојдовме сега на дното со овој скандал. Парите не беа земани целосно од ИПАР, тоа го знаете, не беа искористени целосно заради незнање, некомпетентност и така натаму. Тоа се фактите. Токму затоа велам дека сега имаме и искуство и знаење, меѓутоа не се работи или пак воопшто не се посакуваат неповратните средства и неповратните грантови кредити, особено оние кои што доаѓаат од Европската унија. Ако може со овие средства на ваков начин да се однесуваме, кои што се строго контролирани, вклучително и ОЛАФ и сите европски механизми, може да замислиме што и како се прави со домашните пари и со домашните средства. Меѓутоа, Цветан Трипуновски треба да поднесе оставка не само за овој случај.
хаотична и катастрофална е состојбата во земјоделието. Неколку месеци веќе не се исплаќаат субвенции. Ова година го имавме првиот ребаланс на буџет со кој што се крати на субвенциите. Програмата за рурален развој е преполовена и доцна сите мерки и сите апликации во делот на програмата за рурален развој. Имаме ниски откупни цени на сите земјоделски производи. Он е министер за кој што има писмено барање од синдикатите, здруженијата за негова смена. И не може со вклучително и овој скандал кој што се случи да има кредибилитет, авторитет и дома, но и во Брисел да го предводи министерството и да зборуваме за европски политики и за транспарентно трошење на европските пари. Да. Ајде околу обвинувањето на СДСМ дека во скандалот е вмешан самиот врв на ВМРО-ДПМН, едносно премиерот Мицковски, Игор Мичев, тој е кум на Мицковски, со него бил близок Илија Стоилев во време кога бил директор на Агенцијата за финансиска поддршка, а и кумата на Мицковски е вработена во Агенцијата за финансиска поддршка и без нејзино одобрение не се пуштала ниту една исплата од ИПАР парите. Како што кажав, клучните забелешки, оние кои што ги зборува во собранието, се за притисокот и за партиските унапредувања кои што ги врши овој директор во платежната агенција во оваа година и пол. Меѓу првите унапредувања кои што се случи, тоа се забелешки кои што ги дава Европската унија. Има писмо кое што стасано пред неколку месеци. Јас го зборував тоа писмо во собранието. Алармирав дека ќе дојде до ова состојба. Први партиски унапредувања, па притисок над администрацијата, па чување на предмети во фиоки и на крај корупција со фатени со мито. Едно од клучните унапредувања е токму тоа на сопругата на Игор Мичев, каде што од помлад соработник директно станува помошник раководител на секторот за одобрување на ИПАР проекти, каде што има целосен увид во сите апликации, во сите предмети, во целокупната документација, во ранг листите и така натаму. Тоа не го зборува СДСМ, тоа го зборува, индициите ги кажуваше и Европската унија и ги повторуваше во овие неколку месеци, се со цел да се професионализира таа администрација или таа агенција. Да потсетам дека агенцијата кога е формирана со кадри, би кажал од кабинетот на Радмила Шекеринска како заменик председател на влада, на самиот почеток од луѓе кои што го одговараа прашалникот во Европската унија, кога имаше една силна мотивација во општеството и кадри кои што ги задржувавме во тој период. Кадри. И тие се уште се во платежната агенција. За жал некој од нив во оваа година и замина, како што е раководителот на секторот за исплата и така натаму. Сето тоа беше нотирано или документирано од страна на Европската комисија. А кога требаше директорот да присуствува на тие состаноци, избегнуваше од тоа присуство, што значи, еве, докај дојдовме со чувањето на предмети во фиоки и на биро. Добро, вие обвинувате за партизација, но го гледавте сигурно и одговаравте на овие обвинувања од страна на Цвитан Трипуновски, велам го гледавте интервјуто кое го имаше, како вели тој дека има предмет злоупотреба на партиски вработување и унапредување на лица во Министерството за земјоделство во ваше време, а во Министерството за финансии не била добиена согласност. Сега околу обвинувањата кон вас. Па јас не би навлегол во конкретните обиди за да се дефокусира, меѓутоа еве за овој за конкретен предмет ќе му порачам да ги побара известувањето од Државната комисија за спречување на корупција од овие неколку дена, од понеделникот, и да се увери дека таа постапка за која што збори е запрена заради непостоење на докази, односно заради тоа што законита е постапката. Јас знам како сум го водел министерството и тоа министерство беше прво на ранг листата и по транспарентност, и по антикорупцијски политики, и по интегритет. По сите меѓународни извештаи Министерството за земјоделство со Министерството за одбрана беа први со максимални бодови, а сега, денеска, во оваа година не е ни на ранг листа. Значи не е ни во делот на институциите кои што се рангирани во тој дел, заради тоа што паѓаат системите, паѓа сметководствениот систем во платежната агенција САП, паѓа ДМС-от во министерството, имаме хаос и притисок, невидена партизација, 136 вработени професионалци од министерството, вклучително и од телото за управување со ИПАРТ го напуштија министерството и може уште многу да зборуваме за партизацијата која што мора да се сопре
цифри за која што алармира не само во платежната агенција, туку и во ИПАРТ, меѓутоа и во Добро, министерството. приватизацијата е специјалност на секоја влада и тоа добро го знаете, секогаш има такви критики, но ајде ве обвинува Трипуновски за сериозни сомнежи за сторен криминал. Цитирам, имало процесуирани постапки до обвинителството за ваше незаконско работење. Кои се тие постапки? Јас кажав дека голите пресконференции кои што ги држат и монтираните случаи кои што они си ги прават и замислуваат, не знаејќи ги законите, процедурите и одговорностите на еден министер, а мислам дека многу добро ги знам, и доколку било каков закон министерот или конкретно јас имам прекршено во претходниот период, ја не се плашам од никакви распити. Немате добиено никакви така да, буквално, покани за во обвинителство да одите? Не, немам добиено никаква покана за било каков случај во обвинителство или суд и така натаму, и затоа велам тие се случаи кои што ги монтираат и служат за дефокусирање на не дали се буквално измислени? Па сигурно се предметите измислени. во обвинителство... Тоа се пресконференции кои што ги држаат од Белата палата и потоа ги проследуваат во кривични пријави. Инаку има се уште активни кривични предмети во ОЈО-ГОК за министерот Трипуновски кога бил директор на инспекторатот за земјоделство. Има многу основи и за сега за работи за кои што се случува. Да подсетам она што го објавив во собранието. Прв договор кој што го има склучено министерот Трипуновски за земја, за доделување на земјоделско земјиште. Во јули, на почетокот на јули минатата година, кога стапува на функцијата министер, знаете со кога? Со ќерката на актуелниот директор на платежната агенција кој што денеска е во притвор. Тоа е Ана Стоилева. Тоа е првиот договор кој што е потпишан помеѓу Цветан како министер за доделување на земјоделско земјиште со кого? Со директорот на платежната агенција. Тоа говори за уште поблиските односи кои што ги има со оваа Свети-Николска врска. Добро, имате поднесено вакви кривични пријави во обвинителството? Не, јавно го кажувам тоа, па подопрен глас може секој да иницира и да се постапува. Добро. Трипуновски вели дека сте формирале 3-члена комисија надвор од процедурите, сте поделиле грантови по 10.000 евра, тоа се 800.000 евра буџетски пари. Се работи за мали семени винари по 10.000 евра. Да, се работи за после ИПАРТ. И најголемиот успех што го постигнавме како држава, што треба да биде гордост на сите, со максимална искористеност, новата реформа која што ја введовме, а за жал Цветан Трипуновски нема да остане запаметен по ниту една реформа, по безидејноста, по неспособноста, по ниту една мерка која што има введено. Ние креиравме нова реформа за регистрација на малите производители за продажба од куќен праг. И знаете кој е ефектот? 4.000 мали оператори. Над 250 процедурите вели Трипуновски? Тоа го вели он, меѓутоа треба да ги прочита законите, закон за извршување на буџет, да го види основот, ги отфрлате овие програмите, апсолутно, меѓутоа он треба да се фокусира токму на таа работа, заради тоа што се додека министер сум бил јас, совршен целосна контрола на спроведувањето на овие грантови за кои што биле применети истите правила како кои што се применуваат при ИПАРТ. Меѓутоа од она што го знам, во моментот воопшто не се врши контрола од страна на новиот министер и на неговиот тим, па да не дојде треба да одговара токму заради неспроведување на контролата за која што е обврзан со закон. Меѓутоа, ја најмногу се гордем на овие 4.000 мали оператори со храна, на над 200 мали семени винари кои што денеска извезуваат најдобро македонско вино на секаде, и за ова нова реформа која што сме ја спровеле, и наместо денеска да се кратат програмите, овие програми се укинати. Како што кажав, скратени се субвенциите. Доцнат 8 месеци субвенциите за сточарите. Многу е помал буџетот за субвенции. Програмата за рурален развој, која што треба да го модернизира земјоделството, ја преполови од 1.200 милиони на 650 милиони, што се гледа и во денешниот буџет. Не се грижат за откупните цени. Не се грижат ни за проектите, обвинува и за проектот за системи за наводнување со германската КФВ банка, кој што се спроведува токму по правила и процедури на германската банка, и за која што претходната влада им обезбеди 110 милиони евра помош со грант компонента за поддршка на Министерството и на земјоделците,
со грант доделен од германската банка, со сите постапки кои што се завршени во рекорден временски период, и денеска наместо да се градат тие 4 системи за наводнување, ние слушаме дека воопшто нема никакви активности на терен, времето тече, ние ги повлекуваме тие средства, меѓутоа очигледно дека тоа не ги интересира. Или проектите кои што се преку Светска банка требаше да бидат изградени веќе откупните центри во Скопје, во Струмица и во Ресен. Ние ги завршивме сите процедури, беше избран надзорот, влеговме во сериозна реализација, денеска гледаме дека ниту проектите од Светска банка, ниту проектите од Германската развојна банка, каде што имаме и грант компонента, а вклучително сега и ИПАРД, европските неповратни средства не се предмет на интерес на ова влада и на министерството. Добро, сакав да кажам дека земјоделците молчат, не протестираат околу субвенциите и сите овие. Па може да ги прочитате сите коментари на социјалните мрежи. Социјалните мрежи ништо не значат. Молкот на земјоделците е фактичка состојба. Тие се во многу тешка состојба, тие тоа најдобро го знаат и овој министер ќе остане запаметен по тоа што нема ниту една нова мерка, нема ниту една нова програма. Земјоделците до крајот на годината нема да ги добијат и 30% аванс на исплата на субвенциите кои што ги воведовме преку новиот модел на субвенционирање. Укинати се програмите за малите производители, меѓутоа една работа направија. За големите фарми го зголемија лимитот за субвенционирање од 300.000 евра кој што го ставивме како максимален износ за било кој апликант без оглед колкави површини и колку има стока пријавено, сега ќе земаат по над 1 милион евра. Се враќа политиката од времето на Груевски кога се штитат или се поддржуваат големите, а се кратат програмите и парите за малите фармери и за малите земјоделци. На крај сме благодарам што бевте гостин Љупчо Николовски. Благодарам и на вас. Благодарам што не гледавте. Пријатно.